Започна реализацијата на два значајни прекугранични проекти финансирани од Европската Унија во вредност од 1,6 милиони евра. Заедничката цел е да се поттикне локалниот развој и да се обезбедат подобри услови во различни сегменти од општествениот напредок на двете соседни земји, Македонија и Албанија. Специфичниот меѓуграничен простор располага со богата природа, култура, традиција и голем, но се уште недоволно искористен потенцијал, истакна министерот за локална самоуправа Перински. Истовремено овој регион се соочува и со сериозни предизвици како што се депопулацијата, недоволно развиена инфраструктура, ризици од природни катастрофи и влијанија врз животната средина. Токму затоа, програмата е насочена кон два клучни приоритети, од кои едниот е заштитата на животната средина и подигнување на отпорноста на регионот, преку јакнење на капацитетите за справување со ризици, подобро управување со природните ресурси и унапредена заштита на заштитените подрачја. Ова значи побезбедни општини, поголема грижа за биодиверзитетот, зачувување на природното и културно наследство на двете земји. We have a long history of cooperation across the borders, as I just said, tackling. Имаме голема историја на меѓугранична соработка во делот на заштитата на природните средини, кои што се од витално значење за европската интеграција како и за меѓусебното развивање. Суштината на овие програми е токму тоа: солидарност, доверба и зајакнување на европскиот идентитет. Со пари од Европската Унија, Охрид конечно ќе добие брод амбуланта, кој е од исклучително значење за туристичкиот центар. Од особено значење ќе биде набавката на брод амбуланта и овој брод ќе овозможи брз, безбеден и квалитетен медицински транспорт преку езерото и поголема безбедност за сите жители и посетители на Охридското крајбрежје. Исто така од особено значење се и активностите поврзани со Националниот парк Галичица, каде што ќе се воспостават нови екопатролни тимови, кои ќе помогнат во спречување на нелегалните активности, шумски пожари и несреќи. Оваа финансиска поддршка е особено значајна за една мала општина како Крушево, која располага со ограничени финансиски и човечки ресурси. Ова вели градоначалникот на Крушево, отвора нови можности за економски развој и ја зголемува видливоста на регионот на меѓународната туристичка мапа.